Slavete go Gospoda, zašto je dobar. Алилуја. Во популарната култура на нашето време, особено место зазема продукцијата Марвел со суперхероите во двојна хибридна природа, како што се Супермен, Бетмен или Спајдермен. Во самата оваа фасцинација од овие хибридни ликови се препознава централниот суперхерој на христијанскиот наратив, Богочовекот Исус Христос. Она што суштински го разликува христијанството е дека тоа во светот не се појавува како уште една религија или идеологија кои проповедаат некаков морален систем на вредности, макар што тоа е присутно во христијанството, иако тоа не е првенственото. Главната тема на христијанската проповед е личноста на Богочовекот Исус Христос. А кој е Исус Христос? Кога првиот човек по својата слобода отпаднал од Бог кој е единствениот извор на животот, Бог му го дал ветувањето за доаѓањето на Спасител, кој станува фундаментален дел на старозаветната еврејска религија. Кога се исполнило времето, вечниот Син Божи, второто лице на Бог Света Тројца, станува човек во Исус од Назарет и тој Исус е Спасителот или Христос, кој што представува одговор и исполнување на еврејската религија. Исус Христос се објавува во светите евангелија како Бог. Тој ја дава новата божествена наука на љубовта и простувањето, прави чудесни исцеленија, на крајот доброволно се предава на крстна смрт и воскреснува, односно божеството во Христос ги осветува сите аспекти на паднатото човештво, давајќи му можност на човекот повторно да се врати при Бога. Православното учење за Исус Христос е дека тој е едната божествена личност на предвечниот Син Божи, а две природи. Христос е потполно 100% Бог и потполно 100% човек, но личноста е една и божествена. Православната теологија инсистира дека Синот Божи ја примил полнотата на човечката природа, човечко тело, човечка душа, човечки ум, човечка волја, се она што значи да се биде човек, затоа што сето она што Бог го примил, тоа и е спасено. Во Христос се остварува единство меѓу Бог и човекот, зашто преку човештвото на Христос ние луѓето имаме пристап до Божеството и учество во Божјата природа, кој што и било цел на човековото создавање. Во таа смисла Христос е новиот Адам, кој што го исполнува она што стариот Адам не успел. Ересите или лажните учења што се појавиле низ вековите, во суштина или го нагласувале божеството, а намалувале човештвото во Исус, или напротив, го акцентирале човештвото, а привидувале божеството кај него. Во последно време, нашата современа култура се обидува да го сведе Христос на еден голем учител, голем пророк или гуру со акцентирање на човештвото во него. Но најважното е дека тој е и Бог, а не само човек. Богочовек, без ваков Христос нема христијанство, а уште помалку православно христијанство. Разликата меѓу Христос и другите философи и религиозни лидери, како Мухамед или Буда и други, е дека последните говорат за тоа дека го нашле вистинскиот пат или вистината на животот, но Христос вели: јас сум патот, вистината и животот. Христос не ни дава избор да го гледаме него како некаков голем учител и философ, туку тој се открива како Бог, како Богочовек, како единствен пат назад до Бог Отецот. Најголемата потврда за ова е историскиот факт на воскресението Христово, срцевината на христијанската вера, факт посведочен со смртта на многобројните кои го виделе Христа воскресна. Во денешната фасцинација од суперхероите на продукцијата Марвел, сушност ја гледаме длабоката потреба на човечката природа од таков лик на суперхерој кој ќе ја спаси и издигне неа од екзистенцијалниот ќорсокак во кој таа се наоѓа. Потреба која веќе е исполнета во личноста со две природи, Божја и човечка, Богочовекот Исус Христос.